Сето ова што го слушнавме е само последица на водењето на штетни политики, без план и концепт, каде што наместо интересот на граѓаните важен е бизнис интересот на фамилијата. Оваа зграда, наместо стожер на енергетиката и гарант на социјалната сигурност на граѓаните, фамилијата ја претвори во партиска испостава, комшиски послужници на режимот каде што носат погубни одлуки за граѓаните и државата. Затоа денес граѓаните плаќаат енормно повисоки сметки за струја, парно, повисоки цени за бензините. Но тоа не е се. Денес граѓаните се сведоци како народните пари се трошат на реклами, коли, партиски вработувања, додека денар не се издвојува во нови енергетски објекти. Почитувани, оваа комисија си дозволи на еден подол начин да ја укине нафтената тарифа за струја и тоа во очите на националниот празник Илинден. Згора на се, дополнително ја зголеми цената на струјата за речиси 10%. Со ова зголемување, наместо комисијата да мисли на граѓаните, мислеше на налогот на Груевски и на ваков начин обезбеди дополнителни 15 милиони евра на државната компанија Елен. Затоа што оваа одлука најсилно ги погоди оние кои најповеќе ја користеа, па тоа се пензионерите и невработените. Реално, за овие граѓани цената се покачи за 100%, а сметките за струја се зголемија за повеќе од 50%. Прашајте ги пензионерите. Сите ќе се согласат, наместо да се зголемуваат пензиите за срамни 5%, да им се врати цената на струјата и парното од 2006 година. Така ќе има повеќе пари за секој месец. Но таква е оваа глас, почитувани. Не дозволува помали сметки за струја во овие тешки времиња. Деновиве ВМРО ДПМН не дозволи на граѓаните да им се врати ефтината струја. Ги слушаме како не обидуваат дека укинувањето на ефтината тарифа го намалило трошокот за увоз на струја. Па ако е тоа така, што чекате? Намалете ја тогаш оваа цена на струјата и тоа веднаш. Олабавете го малку народот од вашиот арач или вишокот на пари ви е поважен. Ништо подобар не е случајот и со одредување на цената на нафтените деривати. И во овој случај, регулаторна, повеќе се грижи за интересите на отколку на граѓаните. Никој не знае како е одредено поскапувањето на цените на бензините кога рафинеријата не работеше со месеци и кога знаеме дека рафинериската цена е една од параметрите за одредување на крајната цена на бензините. Но на тоа веројатно е обврзана оваа власт со договорот за продажба на Окта потпишан лично од Никола Груевски. Со најкриминалниот договор за приватизација во историјата на Република Македонија, Никола Груевски и го овозможи тоа на Окта. Прашуваме, што се тој договор на Никола Груевски му овозможи? Ако го е Окта во прашање, се е антилогика и антиматематика скроена по теркот на Груевски. Внимавајте, не е ова грешка. Државната компанија Елен Трейд и продава струја на Окта по цена од 40 евра, а исто време увезува струја од 80 до 160 евра за киловат часови. Па кај го има ова? Нема фирма, нема компанија во светот вака што работи. За државни цени на природниот газ не може ништо да се каже. Тој го има само во општините кои ги предводат градоначалници од СДСМ, тоа се Струмица и Куманово. Владата на Груевски последните 7 години не изгради ниту метар гасовод. Инвестициите во тој сектор се нула. Остана само лажни ветувања. Состојбите со парното грејење е посебна лоша приказна. Денес скопјани немаат право да се исклучат од градската мрежа без да се испокарат со сите комшии. Ама сето ова не се направи случајно. Се си има своја позадина. Единствено мораше да се дозволи на новите компании кои што ќе ги греат скопјани да остваруваат невиден профит. Се погазија и закони и правилници типично за режимот на власта, особено кога парите се во прашање. Во овој случај еве и зошто. Токму оваа регулаторна комисија за енергетика на 27.12.2012 година носи одлуки со кои дури до 7 месец оваа година ги продложува одлуките за приход и цена за производство, дистрибуција и снабдување на топлификација. Истата топлификација која јавно се откажа од лиценците за производство и снабдување. Пазете, за компанија која се одржува од лиценци и не се пријавува на јавниот повик да ги добие, регулаторната комисија за енергетика и ги продолжува одлуките за цените, и тоа за период за кој однапред се знае дека оваа компанија нема да ги врши овие дејности. Срамно, а власта тука не запира. На почетокот на оваа година истата регулаторна комисија за енергетика носи дури уште 3 одлуки.
Без нивна поставка, без нивни транспарентности, оваа комисија носи одлуки со кои цените и приходите се однесуваат на топлификација. Ги префрлаат на ново формираните компании како што е Balkan Energy Group. Внимавајте, сето ова се прави во услови кога правилникот за определување на приходи и цени за топлинската енергија, преметрањето на регуларните периоди за производство, дистрибуција и снабдување завршуваат на 31.12.2012 година. Значи правилникот е во сила, а комисијата носи одлуки за цени и приходи. Незапаметено, се носат одлуки за цени и приходи без да постои правилник со кој се регулираат овие прашања. Уште пострашно, се префрлаат цените и приходите од едно на друго предпријатие. Почитувани, режимскиот систем на интереси може да функционира само со вакви регулаторни тела, партизирани, зависни партиски испоставки, кои наместо за граѓаните се грижат да ги задоволжат желбите на партискиот шеф Никола Груевски. Затоа опор, граѓани, за ова еден ден ќе се одговара.